И еве ги минутите за бизнис. Дозволете најправим да бидам малку личен. Оваа година дена време, не време, во кои сите се соочуваме со разни пречки, со потребата дали и која ќе закрепне економијата, овде честопати се соочуваме со теми кои помалку се депримирачки, помалку се песимистички. Честопати имаат доза на лелекање, што не снајде, како не снајде, и после година дена се уште се занимаваме со социјални трансфери и така натаму. Овој пат сакам да ви понудам тема која е на одреден начин израз на светските економски трендови, а тоа е развојот на IT технологијата, индустријата во Македонија. 20 години слави комората во Македонија, која има околу 1000 членови, од приближно околу 2000 системски и мали фирми кои се занимаваат со програмирање за домашни потреби, за извоз и се разбира за развој на креативните потенцијали на ова нова генерација на компјутерски вештини и менеджмент. Мој гостин е Анита Накова, секретар или директор на Комората за IT технологија. Ви благодарам што дојдовте. Ај малку да се релаксираме, да фрлиме бреме од овие неволји, да поразговараме како тоа успела ова индустрија да го обели образот на надежта во услови во кои остварувате, се доближувате до околу 1 милиарда купен приход, што остварувате, и прилично настојчиво на извоз на памет. Поверете нако. Благодарам, господине Чумовски, за денешната покана за гостување. Пред се честитки до вас и до екипата на утрински брифинг за прекрасното студио што го правите и што го реализирате веќе неколку месеци, да кажам, скоро и година дена. Во секој случај, навистина сте пионери во начинот на кој што пред се ги дочекувате гостите, ги имитувате вашите емисии. Честитки за тоа. МАСИТ Стопанска комора за информатички и комуникацијски технологии во декември месец славевме 20 години од постоењето. Ние сме непрофитна стопанска комора, како да кажам, формирани според законот за стопански комори, и горди на тоа, бидејќи не е лесно да се формира стопанска комора, би требаат 51 компанија да бидат кофаундери, односно коосновачи, за да ја организирате. А вие се стигнати до 100? Ние сме стигнати до 100, а и нашите 100 компании, како што спомнавте, ги остваруваат 55% од вкупниот приход на ИКТ индустријата во нашата држава, кој што е 880 милиони за 2019 година. Бројките за 2020 година ќе ги имаме. Да потенцирам дека се евра, зашто вака има пешо дека се толку многу што луѓето нема да поверуваат дека околу 2000 вработени, мислам, или колку се. Значи 2000 компании, 15.000 од прилика вработени, кои што ги вбројуваат вработените само во IT секторот. Значи тука не влегуваат луѓето што се инженери или што се од ИКТ сектор, што се вработени во владини институции и во банки. Ова е pure, чист IT сектор кој што го зборуваме денес. Дали тоа покажува дека македонската овој тип на индустрија ги каптира новите професии, новите вештини, новите луѓе кои сакаат да успеат на меѓународните пазари, и колку и на каков начин тие служат и за трансфер на знаење, и за ноу-хау и дома и кон светот? Дефинитивно е така, бидејќи кога ќе ги видите клиентите на нашите компании, ќе се изненадите за колку светски познати имиња станува збор. Од автомобилска индустрија па се до медицинска индустрија, каде сме стигнати со каков тип на софтвери располагаат и продуцираат нашите компании, ќе бидете навистина изненадени, а тоа покажува и укажува на фактот дека навистина ги следат најнапредните технологии, нашите инженери и програмири навистина се на светски ранг и достигнуваат успеси кои што ги достигнуваат и програмирите од Северна Америка, или програмирите од Австралија, или програмирите од Канада, така што навистина сме рамо до рамо во квалитетот кој што го испорачуваме од аспект на продукти и од аспект на професионализам и експертиза. Добро, и во Македонија и мултинационални компании имаат свој представништво отворено, цели бироа кои се прилично репрезентативни, како што, на пример, морам да признам дека
Сивус привлече странска компанија чешка, мислам, во која се валоризираше тој долгогодишен креативен труд околу оваа фирма која вработува околу 500 луѓе. Стопанска комора, IT индустрија, ај малку да се занимаваме со тоа што народот сака да чуе. Колку заработуваат луѓето? Се вели дека се тоа просечно најплатените луѓе во Македонија. Колку е просечната плата, колку е менаџерската плата, ако е тоа допуштено. Да. Без се разбира бонусите и така натаму. Така. Епа, во моментот околу 1000 евра нето плата е просечната плата во ИКТ секторот, што е во споредба со просечната плата во државата околу 5 пати повише. Па не 5 пати, меѓутоа да бидеме да бидеме реални и скромни, 2,5 пати повеќе. Меѓутоа високите менаџерски плати и платите на сениор програмирите и тим лидерите зборуваме дека може да отидат и до 3000 евра нето плата, а кај консултантите и експертите веќе границата не ја ни познаваме. Проблемот што се јавува како одредени предизвик, да кажам, е моментот дека прагот за плаќање на придонеси во нашата држава е прилично висок. Затоа малку подостанеше малку околу платите и стимулансите. Еден собственик на фирма која исто IT фирма која работи за странство со своји продукти, во една прилика ми рече со моето стандардно стереотипно прашање како да ги задржиме дома, вика само со плата. Некој дошол од креативните луѓе и рекол јас сакам да си одам во Холандија. Неговиот диалог бил колку те плаќаат. Неговата понуда била 50% помала од таа што би ги заработил во Амстердам во близината. Остана човекот зашто неговата проценка била дека и од тука може да работи, да има светски конекции, а да биде во социјален и општествен амбиент како што е македонскиот. Се разбира, не секогаш е тоа најповолно. Но прашањето е, си одат ли луѓето? Што е стимулансот што можеме да ги задржиме освен платата? Пробивот на самостојните креации, на авторството и така натаму. Системот. Системот е тоа што младите луѓе ги задржува или ги одбива да останат во една држава. Во Македонија се уште имаме системски промени на кои треба да работиме, сите заеднички, меѓутоа пред се треба да останеме тука за да можеме да работиме. Зборуваме за образованието, зборуваме за екосостојбата, зборуваме за здравството, а од друга страна па многу е веројатно тоа дека тоа што го кажал и вашиот пријател е вистина. Социјален живот како во Македонија никаде немате. Семејството и подпората на семејството која што ја имате дома исто никаде ја немате и остатокот, нето остатокот на фамилиарниот буџет која ќе ги пресметате фиксните трошоци на месечен живот и остатокот кој што ви останува нема да го имате никаде толков голем во споредба со статусот и со нивото на развиеност на држава и тоа колку коштаат работите во Македонија, наспротив во Германија, каде што на вас буквално пола, а можда и повеќе од нето платата ќе ви оди само за кирија. Living cost што би рекле, буквално living cost, fixed cost, сите тие трошоци. Еден искрено ми призна, вика, јас можам додам, но ќе треба и бабата да си носам со мене. Буквално, дадилки тамо нема. Сега да се задржиме на нешто што не представува амбиент за кој самите зборувате од аспект на регрутирање и задржување на кадрите. Вие учествувате во диалогот со владата околу овој сет на социјални мерки. Се надевам дека не сте предплатници на донации за плати. Што вам во овој момент ви недостига во системските решенија за дополнителниот развој на оваа индустрија? IT индустријата најверојатно е најмалиот или можеби некорисникот на мерките кои што ги дава во моментов владата и ни заради ништо друго, него пред се заради тоа што навистина сакаме да дадеме предност на загрозените сектори, дури и да помогнеме дополнително каде што можеме. Имавме во неколку наврати понуди за компаниите од другите сектори да можеме да дадеме бесплатни ИКТ решенија, да дадеме времени решенија, така што навистина се стремиме да подигнеме генерална свест за одење кон дигитални оперирања на бизнисите во Македонија, така да тука стоиме на располагање и понатака тоа да знаат сите. Но тоа што навистина на нас како IT индустрија ни е потребно и ќе ни направи дополнителен буст за раст и за отварање на нови позиции во ИКТ индустријата, за давање на уште поголеми плати и за инвестирање во
истражувачки проекти е ослободување од неколку да кажам давачки, не ги викам даноци. Едното е персоналниот данок заради кој сметаме дека ослободените средства од персоналниот данок на луѓето вработени во целокупна IT индустрија ќе дозволи дополнителен простор на собствениците да инвестираат во нови вработувања и слично тоа што наведов претходно. А втората ситуација која што навистина сакаме да ја излобираме во најможна позитивна насока е поставување на многу понизок праг на месечното плаќање на придонеси. Во моментот тоа е 12 просечни нито плати. Мислиме дека треба да биде ставен на буквално 60.000 денари, максимум 90.000 денари, бидејќи сега работодавачите, да бидам пластична и директна, на работниците кои што им плаќаат 3.000 нето плата, плаќаат 37% дополнителни придонеси на платата и автоматски таа плата, односно бруто платата станува околу 4.000 и При тоа од вас, мислам дури и од некој друг во диалозите, разбирам дека еден од бонусите, еден од моделите на финансирање и привлекување приватното е здравство. приватното здравство и тоа е нешто Без што исклучок нема компанија во ИКТ секторот која што не го плаќа приватното здравствено за своите вработени. Тоа значи дека консеквентно вработените во IT секторот не одат во државното здравство и не ги користат бенефициите заради кои се плаќаат дел од придонесите. Тука некако и логично да станува збор за тоа дека до одреден момент може да плаќа IT секторот во тој фонд, меѓутоа тоа да не биде бескрајно, бидејќи навистина бенефициите назад не се до тој степен евидентни и осетени. Ево овие 15-20 минути со Анита Накова, директор на Комората за IT индустријата во Македонија, разговаравме и добивте еден преглед во кој има надеж за креативните, за пропулзивните, за компаниите кои сакаат да се пласираат на светскиот пазар и во услови на жестока конкуренција. За крај да ви честитам за јубилеот. Почнавте со еден пешев, ве води друга пешева. Тоа е семена лоза или е систем во кој недоволно се уште се ширите? Апсолутна коинциденција би рекла. Така се погоди, едноставно господинот Антони Пешев беше еден од коосновачите, од 15 коосновачи во 2000 година, кога буквално IT индустријата беше во зародиш во Македонија и тој беше првиот председател на управниот одбор на МАСИТ. А господјата Пешева веќе 2 години е председател и за нејзина среќа се погоди јубилеот 20 годишен да биде во нејзиниот мандат. Добро да и пренесете дека не сум многу среќен што во функционална смисла ја користи родовата еднакост, дека е жена и дека тоа онај пред се сериозен менаџер и инженер и многу повеќе тоа е и валоризација. Факт е, и ние во IT индустријата на вистина се бориме пред се на база на вистински квалификации да бидат зимани новите вработени во IT компаниите и унапредувањата да бидат пред се заради да кажам постигнатите успеси на вработените, а потоа заради другите епитети. Меѓутоа во секој случај Анита на вистина е првиот женски председател во нашата заедница и на вистина тоа е за признание. Госпомнавме Сивус, вакви такви системи уште има во Македонија прилично валоризирани, како се викаше? Хаселт. Ендава, сите тие са се извинувам што така вулгаризирам, но Ендава, например, исто има голема деташирана. Кои други? Мислам дека IT индустријата се шири надвор и од Скопје. Кои други се лоцираат и има така брзо растечки тренд на сопствената валоризација? Еден од нашите последни многу светли примери е компанијата Interworks, компанија која што пред се битолска компанија, односно компанија која што е изложена со клиентите своји на американскиот пазар повеќе од 15 години. Меѓутоа, собствениците живеат во Силиконска долина, а од тука ги остваруваат своите интелектуални достигнувања. Компанија која што допред само 2-3 години имаше околу 50 вработени, а сега веќе зборуваме за 200 вработени со отворени канцеларии во 3 града во Македонија. Имаме и други такви. IT Labs е исто една многу интересна компанија и приказка каде што исто собствениците се во Америка, меѓутоа од тука оперираат повеќе од 200 луѓе од Скопје. Многу интересни приказки. Имаме луѓе што се враќаат од
држави каде што може би биле и родени и биле иселени. Од Австралија имаме човек што се врати а е во управен одбор исто од Битола. Има компанија помала во Битола која што има многу голем потенцијал за раст. Имаме управен одбор човек од Германија, така да навистина Добро, баш убаво. Трендот на враќање многу е важно да се наведе. За трендот на враќање на бизнисот, зашто Буквално. во ова време не е важно кај си, ако бизнисот го развиваш преку Особено вашата во IT технологија во индустријата. IT индустријата. така. Благодарам многу, тоа беше Анита Никола, директор на Комората за IT индустријата, која славеше во декември 20 години од формирањето. Таму се членки околу 100 компании. Уште еднаш да повторам, околу 2000 компании во оваа област екзистираат и профитираат многу во Македонија и остваруваат приближно околу 900 милиони евра вкупен приход на годишно ниво со висока стапка на профит и на извоз на памет од Македонија. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата.